Уставните измени што денеска ги иницираше владата се поделени во 4 сегменти, колку што наверојатно ќе има и амандмани. Првата уставна измена се однесува на додавање на придавката Северна во името на Република Македонија. Втората измена е во делот на преамбулата, каде при наведувањето на државноправните традиции ќе се именуваат конкретни документи на АСНОМ, како на пример прогласот од првото заседание на АСНОМ со конститутивните одлуки. Одредницата за македонскиот народ останува во преамбулата. Со третата уставна измена, членот 3, кој веќе еднаш беше дополнет со амандман во 1992 година, сега ќе се засели со одредба за почитување на територијалниот интегритет и политичката независност на соседните земји. И конечно, четвртата измена се однесува на грижата за македонскиот народ и сите граѓани на Македонија во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и нивните внатрешни работи. Портпаролот на владата, кој ги образложи одлуките од денешната владина седница, не одговори конкретно на прашањата дали е обезбедено двотретинско мнозинство во парламентот. Дали денешното иницирање на процесот на измена на уставот од страна на владата значи дека веќе е обезбедено двотретинско мнозинство во парламентот? Ние како влада денеска го започнавме процесот. Очекуваме дека пратениците во собранието ќе го следат гласот на народот, тоа што граѓаните го одлучија на 30 септември, тоа што ние денеска го започнуваме како процес, тоа што е стратешки интерес на Република Македонија, членство во ЕУ и во НАТО. Денеска започнува процесот, документот оди во собрание, очекуваме дека веќе од утре ќе почнат со работа пратениците и ќе се изјаснат. Имате ли крајен рок до кога ќе чекате двотретинска поддршка? Во основа, тоа ќе го видиме многу наскоро, кога овој предлог ќе биде после расправата во Уставната комисија во Собрание на Република Македонија, ставен на пленарна седница и кога за истиот ќе се гласа. За да отпочне постапката, таму треба да имаме двотретинско мнозинство. Од владата не сакаат да прецизираат, но неофицијално дознаваме дека мнозинството смета на поддршката на десетина пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијските партнери. Се зборува за бројкот вкупно 82 пратеници, кон која би можел да се приклучи и Ферит Мухич, пратеникот од листата на СДСМ, кој не гласаше за ратификација на договорот со Грција. Пред малку го контактиравме Мухич, кој ни рече дека во овој момент не може да се произнесе зашто сака претходно да ги види уставните измени. Од ВМРО ДПМН денешниот потег на владата го нарекува ефтин спектакл. Партискиот портпарол рече дека не сака да верува оти може да се изигра волјата на граѓаните од референдумот. За првична анализа по ваквиот развој на настаните, разговаравме со Петар Арсовски и Александар Пандов. Брзината со која владата ја закажа во наредната седница е импликација дека се надева дека имаат 80 пратеника, но мислам дека на Заев му одговара да се расчисти ситуацијата дури ако ги нема. Имајќи предвид дека се соочува со рокови куси од Грција, не му одговара да се тегави работата во собранието предолго. Така што мислам дека сегашната проценка е дека може би ќе се соберат 80 пратеника да го отпочнат процесот на уставните измени, но дури ако не се соберат, дека е потребно да се извадат на чистина, за да се знае веднаш дека мора да се оди на нови предвремени парламентарни избори, бидејќи него го казат роковите. Што може да се очекува со новиот развој на настаните? Видете, Македонија влегува во една комплицирана ситуација. Имајте предвид дека првите собрани 80 пратеника за почетокот на уставните измени не значат ќе продолжат предизвиците дали ќе се задржат тие 80 пратеника, бидејќи има долго време во кои уставните измени се спроведуваат, а тие пратеници треба да се одржат на куп. Значи има уште едно гласање со просто мнозинство, па уште едно гласање со двотретинско мнозинство на крајот на тој процес. Така што предизвикот ќе продолжи да се задржат тие пратеници и Македонија ќе остане во несигурна ситуација додека целиот тој процес не се затвори конечно. Што може да се очекува како опозицијската ВМРО ДПМН ќе постапи во оваа ситуација? Видете, нивните први пораки се пораки на радикализација. Веднаш после референдумот, стегањето на Централниот извршниот одбор, грубите пораки кон пратениците, јавниот повик на Мицковски кон пратениците да не гласат, се пораки на радикализација. Овие пресуди за Груевски и за Јанкуловска, на кои сме сведоци овие денови, само дополнително ќе ги радикализираат. Така што очекувам дека тие ќе бидат доста агресивни со собствените пратеници, дека ќе ги искористат сите можни механизми да евентуално овој процес го спречат. ВМРО ДПМН се соочува од една страна со нивната идеологија и цврста одлученост по ова прашање внатре-партиска и со останатиот дел од светот, за каде сите велат дека нивната одлука е едноставно погрешна. Дека има раскол и јаз во партијата е очигледно од самиот факт што постојат пратеници кои се размислуваат да гласаат поинаку.
дека постојат и членови на извршниот одбор и видни членови на ВМРО ДПМН кои излегува со порака да се гласа на референдумот, па макар и против. Така што очигледно е дека има диаметрално спротивставени позиции помеѓу она што го мисли партиската елита во ВМРО ДПМН и она што го мисли останатиот дел од светот во моментот. Господина Пандов, како ја толкувате одлуката на владата за пристапување кон менувањето на Уставот? Како веќе обезбедено двотретинско мнозинство или тестирање на мнозинството? Еве да го искористам вашиот термин тестирање на мнозинството, инаку ако го користам терминологијата која што користеше господинот Заев, ово е само еден обичен блеф, кој што се обидува во оваа психолошка војна во која што сега се наоѓа и државата и политичките партии, да направи психолошки притисок врз останатите пратеници кои што се обидуваат сега да ги добијат за гласање на двотретинско мнозинство, со ова да направи некој дополнителен притисок. Инаку не мислам дека има обезбедено сега, нити пак дека како така со обезбедено двотретинско мнозинство плюс еден пратеник дека влегуваат и во влада па и во собрание. Како опозицијската ВМРО ДПМН може да се очекува дека ќе постапи во оваа новонастаната ситуација? Па мислам дека они имаат константен став. Они од самиот почеток кога се појави договорот помеѓу Ципрас и Заев, они го критикуваат тој договор, негативно го оценија, дури повеќе мислам дека после референдумот они го прогласија исто така за мртов. Од тука, како политичка партија, ако гледаме, за ВМРО ДПМН договорот од нивници е мртов. Сега, за нивните пратеници, дали е мртов, тоа ќе видиме во иднина, еве сега, нели, најави господинот Заев, да видиме што направил, дали успел да пазари некого или не. Што може конкретно да донесе ваквиот развој на настаните за државата? Па мислам дека на Заев и на неговите поддржувачи јасна им е работата дека они го имаат изгубено довербата од граѓаните. Од тука калкулација да излегуваат они на нови парламентарни избори на кои што однапред, според моје видување, ќе ги изгубат, не мислам дека им е варијанта и од они потези кои што ги гледам, кои што ги влече сега Заев, а и сугестиите од меѓународната заедница, ми даваат за право да тврдам дека нема да имаме ние за скоро време избори, затоа што пак сепак Заев и неговото мнозинство се оние кои што одлучуваат дали ќе имаме избори или не. Инаку, ако гледаме демократски, ако гледаме политички, јасно изразената волја на граѓаните која што беше искажана на 30 септември, а тоа е неприфаќање на овој договор од нивици, со самото тоа е искажана недоверба кон носителите на тоа прашање, тоа беше Заев, Шекеринска, Димитров и Османи. Јасно е дека тие луѓе треба да си поднесат оставка и да одиме на предвремени избори. Ова што денеска го направи владата е само почеток на процесот што ќе трае најмалку 3,5 месеци. Се разбира, ако навистина е обезбедено потребното мнозинство. Постапката за измена на Уставот поминува низ 3 фази. Во првата етапа собранието со двотретинско мнозинство носи одлука за пристапување кон измена на Уставот. Втората е фаза на утврдување на нацрт амандманите и за тоа е доволно мнозинство од вкупниот број пратеници, или 61 глас. Третата, финална фаза, е усвојување на амандманите и за тоа повторно е неопходно двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласа. Според деловникот, првата фаза која владата ја иницираше денеска може да трае максимум 20 работни дена. Најмногу 10 дена може да се дебатира во Комисијата за уставни прашања и исто така максимум 10 дена на пленарна седница на парламентот. Но со оглед на тоа што деловникот предвидува дека секој пратеник и во рамките на комисијата и на пленарната седница може да зборува повеќе пати, но не вкупно повеќе од 20 минути. Со едноставна математичка операција се стигнува до заклучок дека оваа прва фаза не мора да трае 20 дена, туку може да заврши теоретски дури и за 4 до 5 дена. Ако собранието на пленарна седница со најмалку 80 гласа донесе одлука за пристапување кон измена на Уставот, се преминува кон втората фаза – подготовка и утврдување на нацрт амандманите. Деловничките рокови нормираат дека од моментот на доставување на нацрт амандманите во собранието до одржување на пленарната седница за нивно усвојување мора да поминат најмалку 30 дена. Во оваа фаза претресот за секој нацрт амандман поединечно може да трае најмногу по 3 дена и во комисијата и на пленарната седница,
но повторно, бидејќи секој пратеник може да зборува вкупно не повеќе од 20 минути, и оваа фаза може теоретски да заврши побрзо од максимално дозволените рокови. Откако парламентот со најмалку 61 глас ќе ги утврди нацрт амандманите, тие одат на јавна дискусија што е меѓуфаза пред третата завршна етапа од постапката за измена на Уставот. По јавната дискусија, чие времетраење го утврдува собранието при усвојување на нацрт амандманите, владата ќе треба да ги изготви предлог амандманите. И повторно, од моментот на доставување на предлог амандманите во собранието до одржувањето на пленарната седница за нивно усвојување мора да поминат најмалку 30 дена. Деловникот предвидува точни рокови за претрес во законодавно-правната и Комисијата за уставни прашања, како и на пленарната седница. Конечната одлука за усвојување на амандманите се носи со најмалку 80 гласа, а за амандманот на преамбулата, освен двотретинско, е потребно и бадентерово мнозинство. Ако постапката се одвива според најкусите можни рокови, за финализирање на трите фази ќе требаат најмалку 3,5 месеци, што значи дека во идеални услови уставните измени би биле усвоени кон средината на јануари. Ова се роковите пропишани во деловникот. Веќе објавивме дека засега се смета на поддршка на поединци пратеници од опозицијата. Дознаваме дека деновиве, па и денеска, лидерот на ВМРО-ДПМН е под континуирано пријателско убедување за целата партија да биде дел од процесот и дека во тоа директно бил вклучен и претседателот на Европската народна партија, Жозеп Дол. Засега нема резултати од таа комуникација. За Македонија, утре ќе се расправа во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Известувачот за земјава Иво Вајгл се надева на договор меѓу власта и опозицијата и е критичен кон досегашното однесување на ВМРО-ДПМН, но и на претседателот Иванов. Гледате, ја неću да нagađam кои су мотиви ВМРО за такво понашање. Данас je svakome jasno da je to igra zapravo ovako jedna dupla igra. Sa jedne strane zaklinjati se u to da je prioritet države članstvo u NATO i Evropskoj uniji, a sa druge strane očigledno veoma pomno i smišljeno organizirati bojkot referenduma. Ja mislim da to jedno sa drugim teško da ide i moram reći da to znači odstupanje od onoga što smo i razgovarali bili nakon Brčinskog sporazuma, bile su prihvaćene određene obaveze da će sve stranke postaviti interes države na prvo mesto, a ne stranački interes. Međutim, ovo stanje sada jako podsjeća na ono uoči Brčinskog sporazuma. Naravno, u tome posebno razočarenje predstavlja postavljanje predsjednika države, koje naravno vrlo malo ima zajedničkog sa imperativnim zapravo zadatkom ili ulogom predsjednika da podržava nešto što vodi državu napred, što unapređuje položaj, međunarodni položaj i bezbednost države. Ja izbjegavam kvalifikacije i želio bih da i dijalog sa opozicijom bude konstruktivan, da se vidi u čemu je zapravo problem, da nije problem samo u očekivanju da će svojim pritiskom postići amnestiju za one koji su se ogrešili o zakon i upustili u neke radnje koje su i sa stanovišta Europske unije i naših vrednosti neprihvatljive. Ja mislim da treba insistirati na tome i da mora pravosuđe obaviti svoj posao i da su tu granice nekog mogućeg kompromisa dosta
jasno zacrtane.